Здраво, другарчиња. Мило ми е што денеска ќе се дружиме. Јас сум Невенка Славева, воспитувач од детската градинка Рахилка Гонева од Свети Николе. На самиот почеток на нашето дружење, јас ќе ви откријам една тајна. Утринава некој дзирна од мојот прозорец. Јас не бев сигурна дали сонувам, па ги протрив очите и се истегнав убаво неколку пати за да се разбудам. Бидејќи бев љубопитна кој е неканетиот гостин, се доближив до прозорецот. Ја тргнав завесата и погодете, драги мои, кого видов. Го видов сонцето. Да, другарчиња, сонцето дзиркаше во мојот прозорец. Го отворив прозорецот, а тоа срамежливо ги пушташе зраците кон земјата. Јас го повикав вака. Ајде, вие сега со мене, сите заедно да го повикаме сонцето. Сонце, дојди сонце, сонце, те молам, ајде дојди кај нас. Дојди сонце. Другарчиња, веќе се чувствувате подобро, нели? Тоа е така, затоа што сонцето не огреа и не стопли. Но сонцето не дојде само. Тоа со себе ги донесе и своите другари. А јас сега ќе ви откријам кои се тие. Тоа се ластовичките, цвекињата и инсектите. Тие сите заедно дојдоа и ни кажаа дека дошла пролетта. Да, другарчиња, годишното време пролет. Но дали навистина е така? Можеме и ние самите да се увериме во тоа. Како ќе го направиме тоа? Па се разбира со нашите сетила. Ајде да се потапкаме, да ги разбудиме нашите сетила, на нашите обравчиња да ја почувствуваме топлината на сонцето, со нашите очи да ги видиме птиците, со нашите уши да ја слушнеме нивната песна и зуењето на инсектите, а со нашето носе да го почувствуваме убавиот мирис на пролетните цвекиња. Така, другарчиња, сега исправете ги грбчињата, ќе земеме 3 пати длабоко воздух и потоа исто толку ќе го испуштиме воздухот полека, односно ќе издишеме. Браво, другарчиња, веќе е подобро, се смиривме и сега можеме да се запознаеме поубаво со годишното време пролет. Јас прво сакам да ви кажам дека за мене пролетта е најубавото годишно време. А еве што се случува во пролет. Во пролет сонцето посилно грее. Да, деца, сонцето во пролет посилно грее, ги гали растенијата, им дава сила да растат и да се развиваат. Сонцето вака вели: сончко, јас сум златен, радост, среќа носам. Цвекиња и тревки, со љубов ги росам. Другарчиња, иако во пролет најчесто го гледаме сонцето на небото, има и денови кога е облачно, па тогаш знае да заврне и пролетниот дожд. Тој е убав, топол и пријатен дожд за цвекињата, тревките, за сите растенија и посеви. Пролетниот дожд вака вели: кап, 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 ситен дождец роси. Шлап, 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 радости ни носи. Што друго се случува во пролет? Птиците преселници се враќаат од југ, а тоа се славејчето, ластовичката и штркот. Тие се враќаат од топлите краеви
и си ги поправаат своите стари гнезда под стреите на нашите куќи. Славејчето вака вели: Славејче сум, чујте, имам крилја лесни и во клунот носам на љубави песни. Ластовичката вака вели: Ластовичка, јас сум, деца, ширам своји крилја, од југ топол дојдов во земјава мила. А пак штркот, стоејки на една нога, вака вели: Штрака, штрак, штрака, штрак, шетам пак по бари, жабите се мои пријатели стари. Се сеќавате ли, другарчиња, дека учевме дека некои животни спијат зимски сон? Во пролет е време и тие животни да се разбудат. Едно од нив е мечката. Баба Меца вака вели: Цела зима спиев во најсладок сон, ме разбуди, деца, пролетниот ѕвон. Во пролет сите цвеќиња цветаат. Тие се украс на нашите дворови, во парковите, во нашите градини и во дворовите на нашите детски градинки. Тоа се многу цвеќиња, а едно од нив е лалето. Јас сум лале мило во шарени бои, на љубаво фустанче пролетта ми скрои. Што друго забележуваме во природата во пролет? Во пролет се будат и инсектите. Можеме да видиме пчелки, бубамари, мравчиња и пеперутки. Пеперутка мала, пеперутка бубамара, а и пчелка гледам јас. Во пролет се тие вредни, зујат секој час. Ви кажав, дечиња, дека за мене најубаво годишно време е пролетта, но таа не би била толку убава без вас, децата. Вие сте најубавиот украс на пролетта. Во пролет децата се повеќе време поминуваат надвор на свеж воздух. Затоа ослободете се од вашата топла облека, облечете ги вашите маички, сандалчиња, патичиња, ставете ги вашите кул детски наочери за сонце и уживајте во убавото пролетно време. До тогаш, дори можеме слободно надвор да се шетаме, ви препорачувам со вашите родители или пак вашите повозрасни братчиња или сестрички, наблюдувајте ја природата во пролет и откријте некои од овие карактеристики што ги кажавме сега. Можете да ни нацртате убав пролетен цртеж со техника која вие ќе одберете и да ни ја испратите. А еве една активност од мене за вас, која се надевам дека ќе ви биде интересна и не тешка за изработка. Да направиме бубамара. Потребен материјал за оваа активност е следниот: хартија во црна, црвена и жолта боја, ножички, лепак и фломастери. Најпрвен со ножичките сечеме по 2 круга во црвена, 2 во жолта и 2 во црна боја. Црните кругови треба едниот да биде помал од другиот круг. Ги лепиме како на сликата. Црвените и жолтите кругови ги привиткуваме на половина, ги лепиме, тоа се крилцата на нашата бубамара, а со фломастер ги цртаме точките на бубамарата, рокчињата и ножињата. Се надевам, другарчиња, дека ќе се забавувате со нашата денешна активност. До следното наше видување, останете дома и чао!